Првиот ден од собраниската седница за реконструкција на владиниот кабинет помина во знакот на напната атмосфера, разменување навреди, остри критики. Влезот на Алијанса за албанците и излезот на алтернатива отвора повеќе прашања за колку ќе се зајакне парламентарното мнозинство, што ќе добија, што ќе изгуби Димитар Ковачевски, па дури и прашањето дали можеби на Македонија и предстои политичка криза. Оти за најголем дел од проблемите пратениците не можат да се договорат. Премиерот Ковачевски, чие излагање беше проследено со довикувања од страна на опозицијската ВМРО ДПМН, порача дека ваквите одлуки не биле поврзани со жилбите и барањата, на кое било партиско раководство, туку да се остане на единствениот пат на државата, патот кон Европската Унија. Пратеникот од ВМРО ДПМН Николовски му реплицираше дека нема поента Алијанса за албанците да влезе во владата и да се бори против корупцијата, кога целата влада, како што рече, била корумпирана. Обвини дека влезот на Таравари во владата бил уценет со куќа во скопската населба Тафталиџе. Алијанса за албанците ја прифати одговорноста за поддршка на Европскиот фронт. Место има за сите, ако се сака и ако се прифатат над партиските интереси. Место има и за алтернатива, како што тие самите знаат. Место има и за сите добронамерни поддржувачи на европската иднина на државата. Дали може би природата на уцената е една убава куќа во еден елитен дел во Скопје, во населбата Тафталиџе, која што Арбен Таравари во изминатиот период ја доби на поклон. Зошто велам на поклон? Затоа што во неговиот имотен лист пријавил дека куќа од 261 квадрат купил за 150.000 евра. Доскорешниот коалициски партнер на премиерот и денеска гневен. Пратеничката од алтернатива Сафија Садики децидна. Тие биле единствените кои му подале рака на Димитар Ковачевски пред повеќе од една година, кога владиното мнозинство било во клиничка смрт. Ова кршење на договор зборува многу, односно зборува лошо за СДСМ, не само за таа како партија, како субјект кој не ги почитува тие кои му го спасија политичкиот живот во времето кога беа во клиничка смрт, но ова зборува многу лоше и за една земја која се стреми кон европски вредности. Од Алијанса за албанците се убедени дека нивниот влез во владата ќе значи многу, посебно во оваа, како што велат, тешка година на криза, но и предизвици на патот кон Европската Унија. Сепак не се сигурни како ќе се обезбеди двотретинско мнозинство за промена на уставот. Се разбира, ние ќе продолжиме да бидеме критичари во тие ресори, во тие делови кои што ќе продолжат да бидат нефункционални. Ние ќе бидеме критичари дури кон нашите министри ако не испорачат тоа што ветуваат. Ќе видите, значи се надам дека нормално, не можеме да предвидиме за едно време, ние можеме само историските архиви да видиме што се случувало. Расправата за реконструкцијата со која се опфатени министри и заменици министри ќе трае се додека не се исцрпи списокот на пратеници пријавени за збор.